Влези. Влези, Керко. Колку убаво што си жива. Тоа е убаво. Јас мислев да кажам дека дека е убаво што ви е добро. Што си рекла. Никогаш не прибирај што зборуваш, седни. Благодарам. Понекогаш кажувам погрешни работи. Седни си. И сите ми се смеат. Јас те очекував, Керко. Здраво. Здраво. Баба Вања? Мамички, јас синоќа воопшто не заспав. Вистината е дека се плашев. Од тоа што вчера ми го кажавте за дедо ми, дека тој е тука. Дали вие го видовте? Што видов, тоа ти кажав. Почекајте, но дали тоа беше глас кој ви зборувал? Гласовите ми зборуваат. Да. Прво го гледам човекот, а потоа ми раскажуваат. А дедо ти дојде со тебе. Мамичке, јас не можев ни да замислам такво нешто. Воопшто. Не, подобро да не си замислуваш, инаку животот ќе ти стане невозможен. Мора да сте многу силна. Може би. Секако вие... Јас не можам да замислам како е. Како да се живее со сознание дека нема да прогледате. Сте биле мало девојче кога тоа се случило. Селските деца брзо растат. А вие сте родени во село? Прв пат дојдов во град кога татко ми ме одведе во болница. Да. Селските деца брзо растат. Тешко. Дојди вамо. Тука стои. Држи. Дај едно дови. На, јади. Држи го. На. Вкусно е? Немој, тато. Зошто да трошиме пари? Јаде во болницата. Порано не си јадела нешто вакво. Пробај. Ти веќе потроши многу пари на мене. И се беше залудно. Се продадовме за џабе. Да. Тоа не е важно. Благодарам. Не ми е жал за парите. Жал ми е што не ти помогна. Мислиш дека ако сум слепа нема да можам да ти помагам по дома? Дека веќе нема да сум корисна дома? Се ќе работам по дома, тато. Ќе помагам и на Танка. Сега така зборуваш, ама кога ќе се омажиш, ќе заборавиш на нас. Нема да заборавам. Нема да заборавам, ќе видиш. Ќе правам како што ќе кажеш ти. Хајде, додиме дома. Немаме време да шетаме низ градот. Полека, внимателно. Здраво, Панде. Здраво. Па, дали ја излечи керката? Тато, дома сме? Дома. Мило ми е што стигнавме. Полека, држи се. Ајде, дојдовме. Дали го препознаваш? Танка! Вања? Ние сме. Па?
Па како е, Панде? Како? Никако. Вања се врати. Оди играј си, Васил, оди. А ти како си? Ме излечија. Ми ги измија очите. Повеќе не ме болат. А гледаш ли? Малку. Помалку гледам. Да одиме. Да ти дадам да јадеш. Внимателно. Така. Така. Подај ми ја чинијата. Само чинијата? Да ти помогнам и со стомната. Вања, Ја скршив ли? Ја Танка. скрши. потивко, потивко. И, господе. Каде ќе одиш? Каде? А ти што правиш? Слепа е. Заборави ли? Може сама да си работиш. А ти, Вангелија, не плачи. Солзите нема да ти помогнат. Кога ќе се вратиш? Ке се вратам. А каде да одам? Вања, сакам да јадам. Стрпи се, сега ќе дојдат мама и тато и Тато ќе е јадеме. далеку, а мама е во градината. Сега сум Ти гладен. престани да плачеш. Потрпи. Сега си голем и треба да ги Ама разбереш тие сакам работи. да јадам. Стрпи се, ќе направам каша. Некаде треба да има леб. Леп, малку леп. Леп и каша. Само тоа. Тато, Панде, Здраво, Керко. оди сега добре ќе дојде дојде. тато. Тато, што ни донесе? Не многу. Донесо пченка. Држи, Керко. Ќе ја свариме. Како е таа? Ти како си, а? Добра? Се работам. Многу ми помага. Не знам што би правела без неа. Што уште има? Добра девојка. Ќе одам во куќата. Ајде, одиме. Вања, стави ја пченката да се вари. Добро. Видели, за минута ќе имаме вечера. Ајде. Дојди. Еве. И тоа е се? Зошто толку малку? Толку ме плати газдата. Јас не печатам лажни пари. Те измамил? Не. На сите така им плати. Рече дека лошо сме јас работи лепченката и ете. Тој човек нема совест. Оди и кажи му го тоа. Тој на тоа само ќе ти се насмее. Може треба да го убијам, а? Што ти е, Панде, Господ со тебе? Добро. А што да правиш? Ајде да јадеме. Таа воопшто не гледа. Целосно. Ама не признава. Напорно се труди да работи се. Што да правиме? Жално е.
Таа ќе беше добар работник. Но Не се жалам за работата. Неа ја сожалувам. сите нас жали не. Дај. Дај. Вангелија, Да, тато. а ти вистина ли е дека малку гледаш? Вистина. Таа се гледам. А, да, таа се гледа. Како што гледа Бог. Да. Ајде да видиме. На? Добро е. Еве ти уште. Не, доволно е. Добро е, Керко. Прекрасна си, Керко. Почекај ме кај портата. Добро. Вангелија, сакам да зборувам со татко ти. Зашто? Види, Вангелија, сакам да те испрати да учиш. Која школа ќе ме земе? Јас не ти зборувам за наше школо. Во Земун отвориле школо за слепи. Отвориле, да. Добротвори го отвориле. А каде е Земун? Сигурно е далеку. Ти не ке мора да патуваш таму секој ден. Таму ке живееш. Во ученички интернат. Не. Не сакам да го напуштам домот. Ти не разбираш, Вангелија. Не е твое да одлучуваш. Панде, треба да се надеваш во Бога. Разбирам, отец Никодим, се доаѓа од Бога. Разбирам. Да чекаме неговата милост. Треба да се надеваме на милост, ама не треба ни да се одрекуваме од неа. Не разбираш? А кој се откажал? Ти се откажуваш. Таа школа за слепи е дар од Бога. Таму ќе научи да чита, да пишува. Тоа може да го олести незиното слепило. Зошто е да научи да чита и да пишува? Сакам да научи некоја проста работа и да помага. И тоа е добро. Не разбираш зошто треба да чита и пишува? Таму ќе биде добро. Ќе ја облечат, обујат, нахранат, таму убаво ги хранат. Верувај ми. А сега види ја. Гледаш ли колку е слаба? Слаба и без сила. Тоа е вистина. Гледаш и разбираш. Панде, добриот живот може сосема и видот да го врати. Отец Никодим, јас не верувам во такви чуда. Верувал, не верувал, пушти ја ќерка ти во школо. Јас ќе му напишам писмо на директорот и тој сигурно ќе ја земе. Панде, не ја одземај на Вангелија Божјата милост. Вања, мила, немој да плачеш. Не плачи, Вања. Се ќе биде добро, душо, не грижи се. Мене со вас ми е убаво. Ве молам, не ме бркајте. Ама кој те брка? Што има убаво кај нас? Овде има само напорна работа и ништо друго. Ќе ви помагам, ќе работам напорно. Како ќе се снајдете без мен? Ќе се снајдеме. Васил на бргу ќе порасне. Добро, Тој ќе престани. ви помага. Престани да плачеш. Лошо е за патот. Време е да одиме. Седни си. Удобно ли ти е? Ајде одиме. Но не плачи, те молам, не плачи. Ајде одиме. Танка, оди си дома. Васили, помагај на мајка ти. Не плачи, сега си во рацете Божји.
Тогаш не знаев дека пред мене се најдобрите години од мојот живот. Најдобрите. Се запознав со Олга. Цел живот ја сакам. И ја паметам. Ти си тука заради неа. Ајде. Така, држи ја Деца, не трчајте. Одете Дојди. внимателно. Дојди да ти чистам сега. По мене, еден по друг. Држете се за раце. Денот е прекрасен. Воздухот е полн со мириси. Ги чувствувате ли? Земјата, цвекењата и дрвјата наоколу. Секој цвет има свој мирис. Ако научите да ги разликувате, ќе можете да се замислите какви се. Што е тоа? Слушате ли? Ајде, слушнете, што е тоа? Птица! Правилно, птица е. А каква? Славеј, Канаринка. Да, канаринка. А каде е? Не знам. И јас не ја гледам. Те е многу мала и затоа не ја гледам. Но можеме да си представиме како изгледа. Колку е убава. Нели, Снежана? Вие добро знаете дека јас не гледам ништо. Ни јас не можам да ја видам. Но можам да си замислам. Зошто? Тоа се глупости. Не учите на нешто што ни самите не го знаете. Што зборуваш така? Се изживувате со нас, ни се подсмевате. Видов, разбирате ли? Порано можев да гледам се, а сега не можам. Ама јас сакам да ти помогнам. Деца, да одиме во паркот. Внимателно. би сакал еднаш да те погледнам. Имам празнина во очите. А кој минатото не го сака? Сепак не би можела да ме оставиш за друг. Првиот пат, кога ние се боревме. Многу одамна кога љубев жени и пиев алкохол, престанав да пијам и да танцувам. Затоа тој ден, драга моја, Зошто не си во класот, Олга? Јас... Дојдов кај вас, господја Стојанова. Мило ми е. Зошто ви е мило? Како прво, мило ми е што те гледам. А како второ, ти секогаш прво мене ми се обраќаш кога имаш некаков проблем. Дојди во мојот кабинет. Ајде уште малку. Што е? Дали некој те навреди? Не, мене никој не ме навреди. Ама јас навредив. Едноставно не знам да работам. Најпрво смири се. Најпрво смири се, а потоа раскажи ми се што се случило. Како и обично ги однесов децата надвор. Почнав да им раскажувам за околината.
За природата, цвекињата и птиците, за се она што тие не можат да го видат. Правилно. Учителите треба да комуницираат со децата, а ти вршиш добра работа. Не, господјо Стојанова, јас не работам добро. Едно девојче беше повредено со тоа. Се разбесни, многу се разбесни и ми пререче, господјо. Но тоа беше моја вина, знам. А од која фамилија е? Снежана, Бојанова, новата. Ете гледаш, самата кажа, ново е девојчето, се уште не се прилагодила на околностите, на животот тука. Таа ослепела неодамна како резултат на несреќа. Таа не може да се помири со тоа што е ослепена. О, донеле нова. Може би ова е добар знак за тебе. Да ги пречекаме. Гледаш? Господарска куќа. Здраво. Добар ден. Здраво. Каде да го најдеме директорот? Повелете натаму. Благодарам. Здраво. О, здраво. Здраво, здраво. 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 Еве ја. Ова е, ова. Како те викаат тебе? Вања. Прекрасно име. Да знаеш дека ова ќе биде твој нов дом. Овде ќе ти биде многу убаво. Ова е твојата воспитувачка. Треба да се запознаете. Здраво, Ванге. Мене ме викаат Олга Василцова. Тебе веќе. Некаде сум те видела. Мора да си сонувала. Не. Да не ме препозна по гласот. Не по гласот. Едноставно. Те познав. Да, сигурно. Вања, кон воспитувачките треба да се обраќаш со вие. Слушаш ли? Ништо страшно. Извинете. Можеше да се очекува, не срами се. Девојката ќе се прилагоди. А кажете ми, дали ова се случува често? Што? Дали и порано зборувала вакви чудни работи? Сте забележале ли? Не сме забележале такво нешто. Таа е нормална девојка, вредна. Дојдете со мене. Олга, одведи ја Вања во незините простории. Треба да ги направиме документите и да ми кажете се за вашата ќерка. Што? Што има да се раскажува? Ванге, поздрави се со татко ти. Да, подобро сега да се поздравите. Подоцна може би нема да ја видите Вања, ќе има работа. Дојди, Керко. До гледање, тато. Добро, добро. Ајде. Да одиме. Керко. Овде добро се однесуваат. Одиме, одиме. Добро, Да одиме. добро, оди. О, ти, Господе. Внимателно. Внимателно. Здраво. Здраво, Красимира. Здраво. 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 Седнете, ве молам. Така. Седни си. Не плаши се. Не плаши се. Со тебе сум.
Можеш да си одиш. Кратка е. Многу е убава. Ти доликува. Внимателно. Ти овде ќе учиш? Ова е училиште. Да. Овде ќе ги слушаш учителите и ќе им одговараш на прашања. Да читам и пишувам? Ќе научиш да читаш и да пишуваш. Овде имаме прекрасни книги и многу добри учители. Тие ќе те научат да читаш со прстите и да пишуваш во специјални тетрадки. Се ќе научиш. Одиме, ќе ти ја покажам музичката училница. Да одиме. Дај ми ја раката. Таму ги поминав најдобрите години од мојот живот. Овде ќе имаш час по музика и ќе научиш да свириш подеднакво убаво. Јас? Секако. Седете, седете. Не ни обрнувајте внимание. Седни си тука и слушај музиката. А јас одам да ти ја најдам собата. Ова ќе биде твојот кревет. Така. Исто како што го видов. Каде си видела? Не знам. Може би во сон. Ова е твојот нов живот. Ова не е сон. Значи, вашиот нов живот бил среќен? Ама престани да ме брзаш во ред. Ке то знаеш секога ќе дојде време. Добро. До, дом, тре. Вања, трева. Трева. Цвет, ови. Внимавај, Вања. Престани да измислуваш некакви букви. Цветови. Извинете. Правилно. Цветови. Видија, цвеќе, трева. Снежана, не се мешај. Вања се труди, сега почнува да учи да чита затоа. Мораме ли да го слушаме незиното петелчење? Снежана, се наоѓаме на час. Таа треба сама да учи и да не ги задржува другите. Тешко е да се слуша.
Снежана, смири се, те молам. Сите учите, сите сте еднакви. Овде сите учат, само на некого му треба повеќе време. И вие сте исти како другите. Велите дека сме рамноуправни, но во исто време сите освен мене ви се љубимци. Снежана, зошто мислиш дека те третирам поинако од другите? Оставете ме на мир. Снежана, престани. Дали јас никако те налутив? Ти не се мешај. Овде не си потребна. Снежана, Оставете ме, сите оставете Снежана. ме. Снежана, Не мешајте остани. се. Продолжете го часот. Мирисни. Чувствуваш? Вања, дали ти е тешко тука? Не. Дома ми беше потешко. Морав да помагам по дома и околу брат ми. Не мислев на работата, туку на животот тука. Дали ти е тешко? Не, не ми е тешко. Многу ми е добро. Многу сум среќна. Знаеш, Вања, ќе ти кажам нешто, ама нема да се смееш. Зошто да се смеам? За она што ќе ти го кажам. Цело време имам чувство дека тебе треба нешто да ти кажам. Дури и кога ти не си во близина. А не се познаваме доволно долго, знаеш, чудно е. Знам и јас го чувствувам тоа. Не знам како, но едноставно го чувствувам тоа. Сакате да ми кажете за вашето детство? Кога сте биле мала? Да. Чудно. Чудно и фантастично. Ти си фантастично девојче, Вања. Обична. Не си обична. Ти си како див цвет. Не силујте, ама мислам како прекрасен див цвет кој расте на бескрајно поле. Знам на што мислите. Неволите кои ги поминав не ме направија огорчена. Да, Огорченоста и злобата се како темнината. Јас не ја гледам, едноставно знам дека постои. Таму и таму. Злото не постои, има само отсуство на светлина. А добрината е поинаква. Љубов и радост. добро и радост да ги гледаш. Не ги гледам, ги чувствувам. Внатре во себе. А во другите? Исто? Сите луѓе се различни. Во вас има љубов, затоа толку силно сјаете. А кај другите нема таква светлина. Се плашиш? Еве се ми е Снежана за пример. Таа е добра, не е лоша девојка, но многу е тешко да се ослободи од бесот. Дали ти е тешко со неа? Не ми е. Едноставно, чувствуваш какви се луѓето. Жално е што не може да се сменат. Зошто не можат? Не знам. Луѓето се такви какви што се. Не треба да се плашат од ништо и од никого. Добро. Ти благодарам.
Снежана, Тивко, зашто плачеш? Немој да се плашиш. Не плачи. Тивко, сите ќе ги разбудиш. Хајде да одиме, треба да се смириш. Тивко, Снежана. Тивко. Посакувам да ме оставеа во таа запалена куќа. Ама што ти е, не можеш така да зборуваш. Мама и тата останаа таму за секогаш. А јас сега вечно ќе страдам ваква, слепа, со изгорено лице, грда. Но си останала жива. Треба да се радуваш. Нашето слепило не е темнина. И тоа каква темнина? Не. Знаеш, кога бев мала, какви соништа имав. А потоа се будев и гледав се околу мене. Сега гледам помалку од околината, а повеќе од она што е внатре. Може би, мојата душа прогледала. Што ако ја немам душа? Зошто така зборуваш? Сите имаат душа. Ти само треба да се навикнеш, да се привикнеш. Зошто сите се обидуваат да ме смират? Како да се навикнам на ова? А помислата дека нема повеќе да погледнам ми е како џид. Се е мртво. Никогаш нема да се навикнам. Никогаш. Тивко, сите ќе ги разбудиш. Имав момче. Тој студира во Софија. Зборувавме да се преселам таму и да се земеме. Дали сега ќе се ожени со мене? Слепа и грда? Родителите тоа нема да го дозволат. Јас не знам. Јас знам. Нема да имам ништо. Снежана, јас не знам што ќе се случи, но знам дека треба да чекаш, да бидеш трпелива. Што да чекам? Не можам. Многу сум уморна. Девојки, денес учиме како да седиме на трпеза. Прво треба да провериме дали е чиста трпезата. Лилјана, пробај ти, те молам. Па, каква е? Чиста. Браво. Откако ќе провериме дека масата е чиста, потоа треба да го наредите приборот. Па пробај ти, Цветана. Така, земи салфетка и намести ја пред тебе. Снежана, Што сакаш? зашто не се придружиш? Пробај да ја наместиш трпезата. Не сакам. А потоа ставите ја чинијата во центар. Така треба да ја ставите во центар. Браво. Кој е следниот што сака да проба? Пробај ти, Снежана. Остави ме, не ми е потребно. Зошто? Бидејќи никогаш нема да ми биде потребно. Ставете марамче пред себе. Вака? Така, браво. Вања, обиди се да ја наредиш трпезата. Може подоцна? Зошто подоцна? Дојдоа гостите, треба да помагаш? Јас ке ти помогнам. Цветана, седни си. Девојки, дајте салфетка. Стави ја право пред себе. Правилно. Дијана, дај го ножот. Во десната рака го земаме ножот
Така, а вилушката во лева и ги ставаме пред себе. Зашто секому му треба нож? Зареда не е доволен? И па таков е обичајот овде. Кога ќе научиш да ги користиш, и самата ќе разбереш дека така треба. Ете така. Што ти е? Сте пресечали? Не, каде е Снежана? Тука е. Може ли таа да ми помогне? Добро, нека ти помогне ако сакаш. Вие двете ќе бидете подобри од една. Нели, Снежана? Снежана, не оди. Зошто толку се уплаши, Вања? Кога? Кога ја редевме трпезата? Заради Снежана ли? Ненадејно осетив како да исчезнува. Пропаѓа. Доста. Тивко. Внимателно. Ајде, смири се, Вања. А што било со Снежана? И дали ја нашла силата во себе? Потоа. Не оди. Снежана. Не оди. Снежана. Не оди. Што ти, Евангелија? Легни. Снежана. Сите спијат. Снежана. Тивко, Евангелија. Ја нема. Како ја нема? Како може да ја нема? Како може да ја нема? О, Боже! Таа замина. Таа заминува. Господе! Снежана! Снежана! Помогнете! Снежана! 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 Снежана, каде си? Снежана! Снежана, каде си? Снежана! Снежана! Каде си? Снежана! Снежана! О, Господе. Снежана! Моја вина е. Господе. Снежана! Престанете. Помогнете ми.
Вања. Вања, што сторив? Ме слушаш ли? Те слушам. Остани со неа додека се јавам во полиција и да информирам управничката. Утро дете што стори? Зошто го стори ова? Тогаш за прв пат слушнав глас на мртов. Задоцни Снежана. А те барав. Те барав, Снежана. Од смртта на твоите родители. Моите не ми ја кажа вистината, ама. Сега знам, Снежана. Прости ми што задоцна. Момче. Прости ми те, мола. Тој беше момче. Прости ми, Снежана. Прости ми. Те молам. Тргнувајте. Што? Добра ли си? Не, да? Снежана е. Ја гледам како кога седавме на трпезата. Таа мртва стои пред мене. Смири се. Ајде, смири се, Вања. Да продолжиме. Многу ми е страв, Олга. Никогаш не сум се сплашила толку. Силна си, Вања. Ќе издржиш. Знам дека ти можеш. Ја знаев, осетив за неа. Го почувствував тоа за неа. Како можеше да избега? Не требаше да избега. Не. Не е твоја вина. Ти направи се што можеше, Вања. Ти благодарам, Олга. И тогаш разбравте дека некој треба да умре? Не. Не разбрав. Се беше некако матно. Возбуда, страв. Не разбрав. Мртвите не те пуштаат толку лесно, Керко. Ја гледавте втората епизода од вистинската приказна за Баба Вања. Следниот викенд, 2 нови епизоди. Не пропуштете. Баба Вања